Продолжува неизвестноста околу пополнувањето на испразнетите министерски места во македонската влада по изборот на министрите Рамис Мерко и Арбен Таравари за градоначалници на Струга и Гостивар, а неизвестно и тоа дали Висар Ганију од ДУИ ќе треба да го напушти заменичкото министерско место во секторот образование со оглед на тоа што тој се соочува со тоа да може и да го изгуби градоначалничкото место во општина Чаир, бидејќи таму на едно избирачко место ќе има прегласување кое може да донесе и пресврт во резултатот. Како што објавуваат одредени домашни медиуми, разговорите за испразнетите министерски места се очекува да се одржат наредниве 2 дена. И покрај недоразбирањата помеѓу Алијансата за албанците и останатите партии од владината коалиција, известно е дека тие и понатаму ќе останат во владата и истовремено би понудиле и нов кандидат за министер за здравство. Но овие денови може да се слушнат и одредени гласини дека е можно во владата да има и рокади, односно ресорот здравство да му припадне на партијата на Али Ахмети, а тој пак на партијата на Зијадин Села да му отстапи едно од министерствата каде свој кадар во моментов има ДУИ. Од партиите во владината коалиција произлегоа и неофицијални информации дека е можно на испразнетото министерско место за странски инвестиции со кое раководеше новоизбраниот градоначалник на Струга Рамис Мерко од редовите на ДУИ да не се назначи нов министер, односно ова министерско место да биде укинато и со тоа владиниот кабинет да брои 24 министри. Со ваквиот потек, Заев можеби би ги оправдал неговите најави за помал владин кабинет, но останува отворено прашањето што би добиле интегративците на Ахмети на сметка на изгубеното министерско место. Колку од ова ќе се исполни? Дали владата ќе добие нов или уште еден коалиционен партнер или можеби на повидок е нова политичка, но и владина криза, најверојатно на сите овие прашања одговор ќе добиеме до крајот на оваа недела.